Почитувани советници, ја отварам 28-та седница на Совет на општина Кавадарци кажана денес. На седницата присуствуваат 17 советници и уште 20 ќе се приклучат во текот на седницата. Констатирам дека кворум за работа има и Советот може полноважно да одлучува по предложениот дневен ред. Со решението за секување на денешната седница доставени записник од 26-та седница на Совет на општина Кавадарци одржана ден 27.6.2019 година. Дали има забелешки по записникот од 26-та седница на Совет на општина Кавадарци одржана ден 27.6.2019 година? Ве молам, кој е за усвојување на записникот од 26-та седница на Совет на општина Кавадарци одржана ден 27.6.2019 година? Едногласно. Со решението за свикување на денешната седница доставени записник од 27-та седница на Совет на општина Кавадарци одржана ден 10.7.2019 година. Дали има забелешки по записникот од 27-та седница на Совет на општина Кавадарци одржана ден 10.7.2019 година? Ве молам, кој е за усвојување на записникот од 27-та седница на Совет на општина Кавадарци одржана ден 10.7.2019 година? Разликот? Едногласно благодарам. Со решението за свикување на денешната седница има добиено предлог дневен ред за работа на седницата закажана за денес. И тоа: прва точка, предлог одлука за изменување и дополнување на план за програма за развој на општина Кавадарци за 2019 година. Втора, предлог одлука за распределба на финансиски средства од буџет на општина Кавадарци за 2019 година. Трета, предлог програма за измена и дополнување на програмата за уредување на градинско земјиште на просторот на општина Кавадарци за 2019 година. Четврта точка, предлог одлука за утврдување на потреба од донесување на нова урбанистичко планска документација за опфат надвор од плански опфат, за објекти надвор од плански опфат. Пета точка, предлог одлука за примање на донација на материјално добро изразено како асфалтирање на паркинг плац на улица Фердо Росомански, спој со улица Тиквешко постание од Коле Транс инженерик увоз-извоз Доел Штип. Шеста точка, предлог одлука за давање согласност на одлука со архивски број 02-1653/4 од 19.7.2019 година за изменувањето на програмата за работа на ЈП Комуналец Кавадарци 2019 година, донесена од Управен одбор на ЈП Комуналец Кавадарци. Седма точка, предлог одлука за давање на согласност на одлуката со архивски број 02-1653/3 од 19.7.2019 година за продолжба на расходувани средства од спроведениот попис 2018 година на ЈП Комуналец Кавадарци, донесена од Управен одбор на ЈП Комуналец Кавадарци. Согласно член 59 од Деловникот за работа на Совет на општина Кавадарци предлагам дополнување на дневниот ред за денешната седница и тоа: предлог програма за изменување и дополнување на програмата за работа во областа на располагање со градежно земјиште во собственост на Република Македонија на подрачјето на општина Кавадарци за 2019 година. Согласно Деловникот молам за произнесување за предложената точка на дневен ред. Кој е за? Едногласно. Констатирам дека усвоен предлог предложение од дневен ред да се дополни со точка со реден број 8, предлог програма за изменување и дополнување на програмата за работа во областа на располагање со градежно земјиште во собственост на Република Македонија на подрачјето на општина Кавадарци за 2019 година. Согласно член 59 од Деловникот за работа на Совет на општина Кавадарци предлагам дополнување на дневниот ред на денешната седница и тоа: предлог програма за изменување и дополнување на програмата за активноста на општина Кавадарци во областа на социјална заштита за 2019 година. Согласно Деловникот молам за произнесување за предложената точка на дневен ред. Кој е за? Едногласно. Констатирам дека е усвоен предлог предложение од дневен ред да се дополни со точка со реден број 9. Предлог програма за изменување и дополнување на програмата за активноста на општина Кавадарци во област на социјалната заштита за 2019 година. Согласно Деловникот, согласно член 59 од Деловникот за работа на Совет на општина Кавадарци предлагам дополнување на дневниот ред за денешната седница и тоа: предлог програма за изменување и дополнување на програмата за развој на општина Кавадарци за 2019 година. Согласно Деловникот молам за произнесување за предложената точка на дневен ред. Кој е за? Едногласно. Констатирам дека е усвоен предложение од дневен ред да се дополни со точка број 10.
Предлог програма за изменување и дополнување на програмата за развој на општина Кавадач за 2019 година. Согласно член 59 од Деловникот за работа на Сојот на општина Кавадач, предлагам дополнување на дневниот ред за денешна седница и тоа. Предлог одлука за изменување и дополнување на одлуката за кофинансирање на проектот изградба на фекална канализација на населено место Раец, крак 1, фаза 2. Согласно Деловникот молам за произнесување за предложената точка на дневен ред. Кој е за? Едногласно. Констатирам дека усвоен предлог, предложение од дневен ред да се дополни со точка број 11. Одлука за изменување и дополнување на одлука за кофинансирање на проект изградба на фекална канализација во населено место Раец, фаза 1, крак 1, фаза 2. Согласно член 59 од Деловникот за работа на Сојот на општина Кавадац предлагам дополнување на дневниот ред за денешната седница и тоа. Предлог одлука за изменување и дополнување на одлуката за утврдување неисполнените услови за утврдување на правен статут на бесправно изградени објекти кои се наоѓаат на КП број 13, 709 улица Вишесница, КВ Кавадаци 2. Согласно Деловникот молам за произнесување за предложената точка на дневен ред. Кој е за? Едногласно. Констатирам дека усвоен предлог предложение од дневен ред да се дополни со точка број 12. Предлог одлука за изменување и дополнување на одлуката за утврдување на неисполнените услови за утврдување на правен статут на објекти на изградени објекти кои се наоѓаат на КП број 13, 709 на улица Вишесница, КВ Кавадаци 2. Согласно член 59 од Деловникот за работа на Сојот на општина Кавадац предлагам дополнување на дневниот ред за денешна седница и тоа. Предлог одлука за изменување и дополнување на одлуката за утврдување на неисполнети услови за утврдување на правен статут на бесправно изградени објекти кои се наоѓаат на КП број 13, 709 улица Пано Мударов, КВ Кавадаци. Согласно Деловникот молам за произнесување за предложената точка на дневен ред. Кој е за? Едногласно. Констатирам дека усвоен предлог предложение од дневен ред да се дополни со точка број 13. Предлог одлука за изменување и дополнување на одлуката за утврдување на неисполнети услови за утврдување на правен статут на бесправно изградени објекти кои се наоѓаат на КП број 13, 709 на улица Пано Мударов, КВ Кавадаци. Согласно член 59 од Деловникот за работа на Сојот на општина Кавадаци предлагам дополнување на дневниот ред на денешната седница и тоа. Предлог одлука за давање согласност на одлука со архивски број 13 28/3 од 26.7.2019 година за утврдување на цена на паркирање на патнички моторни вози за време на одржување на традиционалниот фестивал Гроздобер 2019 донесена од управниот одбор на ЈП Паркинзи Кавадаци. Согласно Деловникот за произнесување за предложената точка на дневен ред. Кој е за? Едногласно. Констатирам дека усвоен предлог предложение од дневен ред да се дополни со точка број 14. Предлог одлука за давање согласност на одлука со архивски број 13 28/3 од 26.7.2019 година за утврдување на цена на паркирање на патнички моторни возила за време на одржување на традиционалниот фестивал Гроздобер 2019 година донесена од управен одбор на ЈП Паркинзи Кавадаци. Согласно член 59 од Деловникот за работа на Сојот на општина Кавадац предлагам дополнување на дневниот ред за денешната седница и тоа. Предлог одлука за давање согласност на одлука со архивски број 03/28/4 од 26.7.2019 година за определување на и исплата на паричен надоместок за ангажирани лица за организирање на паркирање за време на одржување на традиционалниот фестивал Гроздобер 2019 година донесено од управен одбор на ЈП Паркинзи Кавадаци. Согласно Деловникот молам за произнесување за предложената точка на дневен ред. Едногласно благодарам. Констатирам дека усвоен предлог предложение од дневен ред да се дополни со точка број 15. Одлука за давање согласност на одлука со архивски број 03/28/4 од 26.7.2019 година за определување и исплата на паричен надоместок на ангажирани лица за организирање на паркирањето за време на одржување на традиционалниот фестивал Гроздобер 2019 година донесено од управен одбор на ЈП Паркинзи Кавадаци. Дали има други предлози за измени и дополнување на денешниот дневен ред? Зоран Јованчев, повели.
почитувани граѓани, почитувани градоначалник, председател на Совет, колеги советници. Согласно член 59 од Деловникот за работа на Совет на општина Кавадаци, предлагам да имаме точка на дневен ред, на која што точка ќе разговараме за престојната откупна сезона на винското грозје, односно на реколтата за грозје 2019 година во општина Кавадаци. Воедно и на оваа седница да донесеме одредени заклучоци кои што ќе ги упатиме до надлежните органи, дали МЗШВ, дали Влада на Република Македонија и така натаму. Сега да образложам на кратко ова потребата од донесување и разгледување на оваа точка на дневен ред на денешната седница. Имаме неофицијални информации дека оваа година родот на грозјето ќе тежи негде околу 150 милиона килограми, од кои што само 80 до 90 милиони се на територијата на општина Кавадаци. Според информациите од состанокот кој што се одржал во Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство, тие имаат располагаат со бројка од 125 милиона килограми. Значи тука треба да разговараме каде би отишле тие 25 милиона килограми кои што не се сопаѓаат со информациите кои што ги имаме од една страна од засегнатите страни, односно од земјоделските инженери, агрономи од територијата на Република Македонија, од земјоделците и од другата страна од Министерството за земјоделие. Имавме ние како политичка партија и пресконференција на која што укажавме дека имаме индиции дека се спрема намалување на откупната цена на грозјето за оваа реколта со покачување на прагот на шеќерните единици, на минималниот праг на шеќерни единици. Односно, дека се викаат земјоделците во винарските визби на кои што му е укажано на состаноци дека оваа година минималниот праг за Вранецот ќе биде 21 шеќерна единица, минималниот праг, а за Смедеревката 17. Од тука сакам да прашам дали Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство организираше средба со засегнатата страна, со земјоделци, или тоа го направи само со винари. Да прашаме и зошто винарските визби не склучуваат договори за откуп за оваа реколта, за оваа сезона. И предлагам еден заклучок и мислам дека тука сите би можеле да разговараме на оваа тема. Значи, почитувани советници, сите сме засегнати за оваа работа. Ни престои за непол месец откупот, а шеќерните единици се повисоки. Јас предлагам од тука од Советот да донесеме еден заклучок кој што ќе го упатиме до надлежните органи, рече кажам. Заклучок минималниот праг на шеќерните единици да биде 19 за Вранецот, минималниот праг, и за Смедеревката 17. Во случај, ако винарските визби ова не го испочитуваат, владата да донесе интервентна мерка, 2 денари субвенции за килограм грозје, во која што субвенција ќе бидат опатени сите категории на грозје, односно сите сорти. И она десертното и винското. Да не биде само пример за Смедеревката и за Вранецот, него општо таа мерка да важи за сите типови и сорти на грозје. Јас се надевам дека ќе донесеме некој таков заклучок со кој што ќе излеземе во пресред и на земјоделците, но воедно да се поразговара да и винариите најдат начин, смогнат сили да го прибереме оваа година овој род, но со цени кои што ќе бидат достоинствени за земјоделците, посебно од Иквишијата, бидејќи ќе се спомнам, од 150 милиони килограми, негде 90 милиони е само за Кавадаци. Благодарам. Предлогот да го гласаме или да дадеме некој да не сакате вие некој Колега, само така. Значи точката ја ставаме само, но дефинираме со 2 збора точката да можам да после расправата. Како да дефинираме точката, а после у расправата ќе се надополнуваме, ќе носиме. Ако има не, Галис, ти бараш збор. Процедурално. Ако има процедурално. Колеги, не од место. Имаме простор, имаме време, одговорница, немојте сега да се дофрлате од место.
Ќе го турам предлогот на гласање, ако помине. Бара процедурално. Па ми рече процедурално. Па ќе каже, не знам што ќе каже, Блашко. Треба да знаеш, не он. Како да знам ја унапред што ќе каже? Знам дека ти како папагал само збори. Нека каже процедурално, да видиме дали е процедурално или не. Ако не е процедурално, одиме со гласање на точка да не биде. Вие од место довикувате, не можам јас да се расправам со сите. Дигни рака и одговорница. Повели кој. Вака. Сето излагање на Зоки Јованчев за турба точно на дневен ред го саќам како само подигнување на политичкиот рейтинг на неговата партија. Пред 7 или 5-6 дена сите релевантни фирми од општина Кавадарци беа на состанок у Министерство за земјоделие. Мене колку што ме држа паметето, мислам дека имаме тука едно невладино здружение баш за оваа проблематика. Искрено че беше од Зоки Јованчев за оваа точка да ги повикаме сите релевантни институции што ќе откупуваат гројзе оваа година. Да не зборуваме, Зоки спомнува работи неофицијално. Што е тоа неофицијално? Тиквеш ја колку што знам, прави договори и че му откупува година. Кој сме ние тоа да правиме за цента моја? Дај да и викнеме Тиквеш, да викнеме Гоце Делчев, да тоа стручњаци тука. Па да ни објаснат как ќе биде гројста оваа година. Што ни знаеме тука, која ќе биде цента, која ќе биде шеќерен денес, как ќе биде откуп, што ќе биде откуп. Сите што беа здружението на граѓани, лозари таму, како се вик што беше активно за субвенции, как ги даваа пред месец дена за Свети Трифон, таму кога ги даваа, ги собираа луѓето тука сите. Дај нека доаат сите тука. А не се правим политика. Сега ви ќе бидете за, па ни нема да видиме за. Тоа е чиста по политика, барам пауза од 5 минути. Колеги вака. Ај уште Радњански па градоначалникот. Ние ќе се договориме исто да настапиме сите. Ако треба да правиме некоја работна група, да правиме сега па до наредна седмица да има некој резултат, не е грешка, али да не се препукуваме политички. Почитуван градоначалник, почитуван председател на съвет, почитувани съветници, служби и така. Голем дел од тоа што го кажа Јованчев може би држен место, ако не друго од предострожност, за тоа што през годините натаму ни се случувале вакви работи и сме имале проблем толкова на граѓани. И сега и мене, да ви кажам, зошто јас би гласал, не би гласал да има сега точка на дневен ред. Дали е процедурата нарушена, јас не знам, но овде се дадоа некои заклучоци дека официјално или неофицијално слушаме и така натаму. Ова работа не е партиска работа. Дали ќе одат во ВМРО тие што има се засегнати или во СДС, тоа е надпартиска работа. И овде би требало, имат они своји здруженија земјоделци. Веќином овде треба да излезе градоначалникот. Не може они да контактират со Таша Радњански или со Зоран Јованчев. Имаме ние тука градоначалник и не верувам дека се немат со него состанато и да видиме дали се проблемите тие такви или да направиме како што во минатото имаше да дојдат тука од здруженијата луѓе да чуеме дали е тоа. Разбирате? Иначе во Македонија 90-те години имаше околу 42.000 хектари под лозови наследи, сега има 20.000 хектари, значи упола во Македонија се помалку, а најјаката реколта во Македонија била 100 милиона, во Кавадарци била 100 милиона кила, тие се повозрастни памтат кои базентите ги напомнија. Така да лично, ова не го земете за сериозно, нели? Лично не верувам дека ќе има 70 или 80 милиона кила, нели, винско грозје во Кавадарци. И сега составање на дневен ред на оваа точка, зошто нема да гласам за неја, ви кажувам. Затоа што вие мене ме ставате пред свршен чин на неподготвеност. Сега не сум подготвен денеска да дискутираме, зошто? Затоа што се неам слушнато со представниците на здруженијата на земјоделци. И сигурно ако они контактират само со ВМРО, тоа не е добро. За нив не е добро, а верувам дека и за вас не е добро. Ние се неаме слушнато, јас еве за мене од моја лична гледна точка, се неам слушнато со представниците на винарските визби. Јас се неам слушнато со пратениците од Кавадарци во парламентот. Јас се неам слушнато по повод оваа точка со градоначалникот.
Значи да образложе градоначалник, да образложат партениците, да образложат представниците на винарските визби, да образложат представниците на земјоделците и тогаш да направиме еден, може би, и акционен план, и ако верувате дека во 80% од тоа што го кажете, јас се слагам. Тогаш нема да биде пропаганда и мислам, че иде во корист на градите. Едноставно не сум подготвен денеска да зборувам за оваа тема. Значи не беше ништо уделот на, како што велите, политички поени така натаму. Нека го СДС, нека го ВМРО. Луѓето имат макет. Ние треба да почнеме да зборуваме за проблемите на земјоделците, за лозарите. Може би е касно. Може би сме пред свршен чин. Шо у таа ситуација, ако неофицијалното стане официјално? Затоа никако совестни бирани туку од вие граѓани, така? И имаме потполно право да не чекаме тие нас да не застануваат на улица, да не викат што чекате во своето, што не преземите никоја иницијатива. Уделот на здруженијата, на лозари, што ги кажавте, не знам во која политичка партија одат. И не ги сакам да знам. Но само едно знам, дека членовите на управниот одбор на тоа здружение, мислам, станува збор за напредни лозари, само тие и околу нив блиските си ги наплатија овие што се долговите за останатите долгови од фирмите кои што должија за реколтите од минатите години. Сега, мислам дека ќе се сложите. А еве јас ќе ви давам предлог. Кажете вие како да биде. Кажете вие како да биде, ние ќе го прифаниме само тоа да биде у интерес на лозарите, на земјоделците. Затоа што тој проблем и мене ме тишти, и вас. Кажете предлог вие, ние ќе го прифаниме тие предлог, но да биде у интерес на земјоделците. Така, пред еве јас ќе дадам еден предлог, мислам дека ќе се сложи се. Прво Зоки не се слагам дека само они си ги зеле пајите. Пајите не си ги зеа луѓе, само што дел од законот е такви и не може да ги земат. Тоа и кај вас идат. Такви луѓе идат и кај не се ли, тоа е, законот е такв. И тука сме ставени пред свршен чин, друга работа. Не така пред некое време, не беше много давно, пред 2-3 години, и сте земјоделци, вашата партија ги натера да подигат кредит од Стопанска банка Битола, да си иземат собствените пари, така да не зборите многу за тоа. Добро, благодарам, го признавате тоа. Вака, имам ја еден конкретен предлог. Дај да направиме тука едно тело, начело со градоначалникот, некоја комисија, да го истакнеме тоа на едно повисоко ниво, па да ги повикаме сите релевантни компании што се бават со оваа работа, па да ни го објаснат како, шо, да не зададуваме што вика професорот у работа, да дебатираме нешто што 90% ни ваа проблематика не ја разбирам. Ни сите имаме гројзина, не ја разбираме ваа проблематика. Да си направи општина Кавадарци, паче поново, со градоначалникот на чело една комисија, да го издигнева на едно повисоко ниво, градоначалникот има контакти со министерство. Мислам дека така ќе биде најдобро за земјоделците во општина Кавадарци. Колеги, ајде вака, ајде да даде образложение градоначалникот. Че најдеме прифатливо, сите имаме иста цел. И целта е иста. Да биде само добро уредено и да бидат исконтактирани институциите, да не испадне дека ние бараме нешто, а институциите ни го дале пред да го бараме. Повеќе градоначалник. Штувам председател на Совет, почитувани советници, граѓани и останати. Ја малку би елаборирал по делот овој предлог за точка. Значи, од кога сме со мандат градоначалник и Совет, знаете дека интензивно работиме во делот на решавање на проблемите со лозарите и можеби голем дел од нашето време и енергија го губиме во делот на лозарството, тоа што стратешки производ на општина Кавадарци е грозето. Во делот на тоа успеавме во минатово да платиме стари долгови, кои ќе беа помеѓу физички и приватни компании, заедно со владата некако околу 1.700.000 евра пари се исплатени. Има дел неисплатени пари, да не ги шпекулираме тие работи, ја би ги објаснал точно зашто се тие пари неисплатени.
не е политика воопшто прашање, значи не се исплатени парите за тоа што Министерството за земјоделие и владата заедно со парламентарците донесе закон кај што кажа секој кој што е регистриран земјоделец и однел гроз во приватна винарија, дали е Повардарија, дали е Стефан или било која, а е регистриран и има лозов на негово име, че му се исплатат парите. Имавме случаеви кои што не се многу, кај што има однесено грозе, индивидуално лице, а во регистрот на земјоделци и во катастрот нема собственост на лозов насад. По дефолт владата не може да му исплати за тоа што тоа се третира веќе како бизнис или како прекупец. Сега дали е тука прашање оставинска поставка, дали е прашање под кирија што одгледува лозов насад, дали се блиски роднински релации без разлика, значи владата и парламентот не можеше да најде начин за не, затоа што уставно и правно не може да се изведе да се исплатат тие пари. Втора категорија на луѓе има кои што имат однесено грозие во приватни винари. Ја ќе го спомнам еден од најголемите, тоа е Бебеџаков, господинот, и го повикувам да си ги исплате лозарите на кои што му должи пари, а не да чека пари од државата. А тој да си го пријави побарувањето и му е пријавено како побарување во делот на Повардарија во стечајната маса. Зошто? Затоа што моје лично мислење е дека господинот Бебеџаков тоа не го правел ради етички причини или било што, тој си правил бизнес. Откупувал грозје по една цена, го продавал по друга цена. За секој собствен бизнес, за секоја трговија се одговара индивидуално или собственикот или правниот субјект. Така да тие луѓе ги повикувам, што имаат за земање пари од Бебеџаков, да си појдат кај него, да си направат тоа што му следува правно и да си го преписнат, да си ги побараат парите од него. Кога ќе си ги платат тие пари, он може да си бара парите од Повардарија, а и веќе си ги бара како пари од Повардарија. Тие се тие неболози кои што ги еме за неисплатени лозари. Значи, секој кога го предава гројство треба да знае кај го дава, на кој го дава и одговорноста е индивидуална. Во делот на она што кажавте сега, денеска баш во парламент денеска на седница, пратеник од господинот Панчо Минов, кој што е од нашата општина, че има две пратенички прашања, односно како амандмани за дополнување на законот за земјоделие. Тоа е баш по ова прашање да се исплатат овие од Бебеџаков и што не се на ниво име, што 90% нема да биде прифатено за тоа што немам правен момент. И второто прашање ќе му биде, колку што ја гаси информации, да во наредната година за откупот сите дадат изјава за обезбедени средства за откупување на гроз. Што значи? Тоа значи дека на секој што му дадат лиценца да даде изјава на нотара заверена дека има капитал и имунитет, тоа грозе кој ќе го откупе во идно време да го исплате, условено со предуслов тоа вино од тоа грозе кој ќе се произведе да не може да се става под хипотека и да продажба додека не се исплате самото грозе. Така да видиме денеска што се успеа у парламентот во тој дел. Исто така ги повикуваме другите двајца пратеници кои се максимално пасивни во овој дел. Тоа е пратеникот од ВМРО ДПМН е господица Весна Белма и пратеникот од Социјалдемократскиот сојуз господинот Бетијане Ките, кои што многу малку се трудат и не учествуваат на состаноци и не доаѓаат во делот на лозарството и во делот на носењето на закон. Која причина да може оправдана, треба да се произнесат они да се кажат зашто не сакат да ги застапуваат нашите лозари. Сакам да ви информирам дека од месец мај навака имаме континуирана соработка и континуирани настапи со Министерството за земјоделие и со претходниот министер и со овој министер. Точно дека минатата недела беа винарските визби на состанок во Министерството и тоа беше предуслов да појдат прво винарските визби, да се произнесат да кажат кој колку грозје има плански откуп. Врз основа на тоа Министерството до наредната недела ќе ги сумира сите бројки и резултати, очекувани приходи од грозје, односно количини, откупни количини и да видиме дали стварно имаме вишок и нямаме вишок. Доколку имаме вишок, тогаш предлагам да се вклучат и неколку советници и да даваме решение најобјективни за тој вишок на грозје да го превенираме, да не остане 5 за 12 на самите нив. Значи јас ви гарантирам дека нема да биде случајно, да случајно се остави на ова ситуација. Прво, јас сум лозоропроизводител на грозје,
кои што активно работи во таа работа и сме по контакт заедно со Сдружението Напредни лозари, со индивидуални земјоделци, со поголеми компании. Во делот на откупот на шеќерните единици на тоа има законска регулатива, донесена технолошка вредност на вранецот, технолошка вредност на Смедеревската. Тука мислам дека нема многу простор за манипулации и нормално Министерството си има конкретен став. Значи некаде помеѓу 10 и 15 август треба да имаме заедничка средба со Министерството. Министрот за земјоделие ќе дојде во Кавадаци, ќе дојдат релевантни институции кои ќе се надлежни инспекторат, агенција и така натаки, да не образложат кои се очекуваните количини, кои се договорените количини с винарските изби и дали има вишок и колку е вишок. През основа на тоа можеме постојано да дискутираме како советници на првото дажие на министрот. Јас ќе ве поканам сите заедно да дојдете, да разговараме, да дебатираме, а мислам дека излишно е сега да зборуваме за таа точка. Добро е што ќе предложи Зоран, за тоа што сепак сме лозарски крај и треба да се грижиме за лозарите. Меѓутоа нашите ингеренции и можности во делот на лозарство ги знаете дека како локална самоуправа ги немаме. Единствено можеме да иницијатираме и да правиме на некој начин притисок за да гроздето биде добро откупено и оваа година. Јас се надевам дека ќе најдеме на разбирање со Министерството за земјоделие, ќе изнајдеме начин. Имаме неколку втори варијанти или трети доколку дојде до вишок до грозје, али сега да не ги шпекулираме, да не правиме паника кај луѓето или политички моменти. Ова нека биде надполитички момент, како што каже и Зоран и Галис. Значи, во делот на грозјето ќе ни биде секогаш приоритет на сите советници, верувам дека и на службите од општините, така да грозјето ни благодет кој што ги имаме и нема да го оставиме на случајност. Благодарам. Благодарам. Сам момент. Збор бараш или? Морам да го прашам дали бара збор, дополнување на тоа. Прво, не се слагам со градоначалникот дека пратеник на Социјалдемократски сојуз на Македонија Бетјан Кит не бил вклучен активно у ова. Човек си е вклучен у ова, не значи дека ако не иде тука у општина Кавадац, па дека не е вклучен у тоа. Некој пратеник е повеќе вклучен, некој помалку. Пратеник на Социјалдемократски сојуз на Македонија е активно вклучен у секоја проблематика што се дешава у општина Кавадац. Благодарам. Колеги, не па. Јас морам да го демантирам тоа. Поврега началник. Значи, од одржани 10 состаноци во Министерството за земјоделие во ова година и одржани 3 средби во општина Кавадац на чело со премиерот, вашиот пратеник учествува само на една средба. Ако е вклучен преку YouTube дома и преку Google, тоа е друга. Али грозје не се решава од компјутер. Затоа не реков само вашиот пратеник, ја кажав пратеникот на ВМРО ДПМ Весна Пимова дека не е вклучен од компјутер. Единствен пратеник, не да го фалам, е тоа Панчо Минов, кој што е активно вклучен во процесот и е 99% иницијатор на сите закони кои што успеавме да ги изгласаме. Тоа е така. Тоа е факт. Браниш нешто кој што не се бране, така да јас не сакам да го нападнам, бидејќи дека се коригира од утре нека се вклучи. Контрареплика, така? Ја не го бранам никој тука, ниту сум адвокат на некој, ни па пратеник на Социјалдемократски сојуз градоначалник па треба да ви кажува вас каде е и што е. Уште ова ќе го кажам и ќе завршам тука. Нашиот пратеник, човек си имаше некои лични проблеми вие последните 3-4 месеци, си надминат проблемите и пак ќе кажа, активно е вклучен у секоја одлука што треба да звонесе за општина Кавадац, што е вклучен за парите што ги дава владата на Република Северна Македонија за општина Кавадац, секаде не е вклучен, секаде. А за пратеникот на ВМРО ДПМН, тоа се нивна работа, они се одговорат. Благодарам. Колеги, ова. Анита може контрареплика или процедурално сакаш? Не, да му кажам само. Градоначалник, Анита има предност. Правилното е пред реплика. Редот е така. Градоначалник, поштован председател, поштовани советници, медиуми, граѓани, јас би дала забележка, најпрвен би сакала да го поздравам заложбата на колегата Зоран Јованчев.
Поради тоа што се работи за еден проблем кој што го тангира целиот наш Колешке, град. процедуралното што е? Процедуралното момент, значи сите имаа збор. Зошто ја прекинуваш? Ја нарушувам процедура. Па нарушуваш процедура цело време. Кажи ми, каде нарушувам процедура? Процедура на сите им Каде? даваш право на збор. Ама И барај ми затоа збор, што- не ми барај процедурално. Значи, и Не на... може зборот ти барам за тоа што не е почната уште седница. Се уште не можеме го усвоиме дневниот ред. Како збор да бараме ристо? Ме бараш процедурално. Ама малку Процедурално, скрати, Че ме скратам. комплексираш, мислам дека ме напаѓаш. Че скратам, не те напаѓам Ајде, уопште. ајде. Ти самиот се мешаш зашто ја не ги спомнав тебе уопште. Па јас- Поздравив најкултурно за Благодарам, ајде. тоа е проблем. Би сакала исто ка колегата од ССМ, значи да дадам делот на тоа дека односно да го коригираме градоначалникот дека само еден пратеник, значи ги застапува интересите на нашите граѓани, значи и нашата пратеничка, односно пратеничка дом родопима на Весна Пеумба работи активно на оваа проблематика, можеби градоначалникот не е запознат, а може би па не е поканета на некој со станок. Значи, Не е свадба да ја кажам. и сметам прво дека би требало и они да бидат присутни, значи многу добро беше идејата сите да бидат присутни тука и тогаш да се дебатира, кога се отсутни ние да кажуваме сметам дека малку не е. Благодариме, колешке. Благодарам. Повели градоначалник. Зарам, значи, да повторам уште еднаш, госпожица Весна Пемова не е присутна на еден состанок по делот на зведените. Доколку оде у партијата и ги решава таму зведеници, тоа е друго. Исто господин Летјан Кутев не е вклучен во делот на зведените, игнорира и не иде. А тоа дали треба да знаеме кај оде, да, треба да знаеме. И таа со овие градоначалници, затоа што и народот од општина Кавадац го гласал за да стапува како вклучен во една работа, супер, го бива за таа работа, два пати испадна на пресконференција, на завршена работа да каже дека партија искупен. А гледав пресконференцијата, убаво изкаже, го прочита тоа сето, а Весна Пемова па и тоа не го направи, така да ве молам да бидеме само критични и да не се надмудруиме кој бил, кој не бил. Може да си прашате и пошироко, не зборувам субјективно, не мисле конкуренција, не зборувам од политички момент, зборувам од момент да се вклучат од утрнатите во делот на решавање на земјоделието и проблемите со земјоделците. А и од друг дел, доколку тие покани некој не ги добил, има за тоа моменти кај да се биде се добие. Ќе ви кажам уште еден пример, имаме 3 пратенички канцеларии. За жал, двете стојат празни, едната користи. Сега која користи едната, многу да испада дека многу го преферираме, го фалам. Во Домот на културата, во бизнес центарот има 3 пратенички канцеларии со компјутери, со клима, со се за прием на странки на граѓани. Појдете, видите кој користи канцеларија и кој работи во интерес на граѓаните. Така да тука нема што да криеме во тој дел. А може и јавно мнение да соберете од луѓето, тоа да ви кажат како што. Благодариме градоначалник. Колеги Ивак. А само момент. После јас. Ајде. Да не сгреш. Ја мислев да завршим. Ќе почнем. Почитувани градоначалник, председатели, колеги, советници, Колеги, внимание према колегата. оваа тема е многу болна. Јас 57 години имам. Колега, До сега, процедуралното това е, болна е темата. Ви Кај се народ? напаѓате политички, на неродено дете му турата име и капа му Колега, крој. ако ја кршам процедурата јас или било кој, ја кршиш председателя процедурата во тој дел. Кратко и јасно. Па еве, за се нешто оваа држава има закон, така ли е председател? Така е. Има закон за вино. Ако нешто не чини у тие закон, си треба нели да се ангажират и институции, градоначалники, и пратеници, нели, земјоделци сите и да речат вие член од вие закон што работиме ни по тие закон за вино и за гроздје што е, не е кашо треба. И што ќе расправаме сега дали некој се ангажирал или не се ангажирал. Ако не чини законот, дај стручната јавност нека каже тие и тие член за малигани ли е, за нели шеќерно што го викаме, и количини, се нек се каже. Ако има вишак слободно, нек се туре член у закона да оде за извоз. Никој не го брани извозот. И кој не тера нас лозија да садиме? Тоа си е приватно. Сакаш да садиш, имаш интерес, сади. Сега, олеле, мајко, што ќе му правиме на гројст? Благодарам, колега. Това не може така. Сам момент. Колега, колку пати процедурално? Скопава пак речи. Ајде, нема пауза. Уште оваа процедура. Ќе почнеме. Ајде. Ево уште сега ќе испадна.
Па не се слагам со градоначалник, зборуваме тук за двојца луѓе, а не си тук. Некој бил поактивен, некој по не бил активен. А поканти на седмица дека Значи, дај ми документ дека ви ги поканувате и Весна Певова и Бетјан Кит. Не. Сега па ја тоа мора тебе да ти контролирам дали и кајте или не и кајте. Оти идел, оти не идел. Па кајте бе, дојди на Митров ден умреичко, што е проблем? Ништо. ние збориме за Министерство за земје, збориме за кај. Колеги, Мојот еве. градоначалник што мене знаеш како ми личи? Да не бидат Весна и Бетјан криви за цела ситуација со гробиште у Кавелец. Треба да биде. А? Ја кога знам општина и градоначалник им, дај да се концентрираме што го дади предлог, дај да направиме некоја комисија. Колеги, вака. Нека влезат и они у оваа комисија. И Панчо, и Весна, и Бетјан сите. Благодарам. Колеги, не пауза. Слушайте ме сега. Само момент, оди се добре. Вака, колега, колега, изслушај ме да насочиме и на пауза. Колеги советници, после пауза ќе земам јас краток збор да образложиме. Значи, по предлогот на колегата Јованчев и дискусијата и предходите од Редњански и Лазар Туриманџов, со координација на градоначалникот и советнички групи дојдовме до некое решение прифатливо, предлогот на Јованчев како информација за откуп на реколтата сега 2019, а градоначалникот работи на случајот да ги задолжиме институциите во Влада на Република Македонија, меродавните, градоначалникот, координаторите на советнички групи, нашите парламентарци, сите заеднички да добиеме информација конечна и ако има проблем да настапиме кон решавање на проблемот во склоп со институциите. Значи предлогот на Јованчев да биде со овие забелешки. Ако има потреба, градоначалникот ќе свика хитна седница, тоест ние заедно, и ќе пристапиме кон решавање на проблемот, макар да биде и со воредна седница. Благодарам. Колеги, тоа значи дека точката на Јованчев ја ставаме на дневен ред и заеднички заклучок со тие заклучоци ќе произлезат од договор. Значи едногласно ќе бидеме сите према тоа, значи сите да не има пробивање на политички. Благодарам. Заеднички став да биде, да не. Ја немам. Сега деле од утре на куриране Јованчев. Ја ставам точката предложена од колегата Зоран Јованчев на гласање. Кој е за? Едногласно. Благодарам. Не ти викам ништо бе, колега. Ја не можам да ги терам да не се смеат. Ај ти кажи. Па му кажав, не ме слуша. 18 за, 1 против. Кој е против? Кој е против, нека дигне. Опако дигаш разговор, бела боја. Па бела опако дигаш. Одиме со ваквиот дневен ред, кој е за. Целиот дневен ред го гласам. 1 против, другите за. Прва точка од дневниот ред. Предлог одлука за изменување и дополнување на план за програма за развој на општина Кавадарци за 2019. Отварам расправа. Доколку нема ја ставам на гласање. Кој е за? 1 против. Точка број 2. Предлог одлука за распределба на финансиски средства од буџет на општина Кавадарци за 2019 година. Отварам расправа. Доколку нема никој за расправа, ја ставам точката на гласање. Кој е за? Едногласно. Точка број 3. Предлог програма за изменување и дополнување на програмата за уредување на градично земјиште на просторот на општина Кавадарци за 2019 година. Отварам расправа. Развигор да дигаш за збор? Не. Кој е за? Едногласно, благодарам. Четврта точка, предлог одлука за утврдување на потреба од донесување на нова урбанистичко-планска документација за објекти надвор од плански опфат. Отварам расправа. Доколку нема, одиме со гласање, кој е за, едногласно.
Пета точка, предлог одлука за примање на донација на материјално добро изразено како асфалтирање на паркинг плац на улица Фердо Радњански, спој со улица Тиквешко востание од ДПТУ, Коле Транс инженеринг, увоз извоз, ДОО Штип. Отварам расправа. Доколку нема, ставам на гласање кој е заедно гласно. Шеста точка, предлог одлука за давање согласност на одлука со архивски број 02/1653/4 од 19.7.2019 година за изменување на програмата за работа на ЈП Комуналецка Вадац за 2019 година, донесена од управен одбор на ЈП Комуналецка Вадац. Кој е за? Едногласно. Седма точка, предлог одлука за давање согласност на одлука со архивски број 02/1653/3 од 19.7.2019 година за продажба на расходувани основни средства од спроведениот попис за 2018 година на ЈП Комуналецка Вадац, донесена од управен одбор на ЈП Комуналецка Вадац. Кој е за? Едногласно. Осма точка, предлог програм за изменување и дополнување на програмата за работа во областа на полагање со градежно земјиште во собственост на Република Македонија на подрачје на општина Кавадац за 2019 година. Отварам расправа. Доколку нема, ја ставам на глас. Кој е за? Едногласно. Девета точка. Предлог програма за изменување и дополнување на програмата за активност на општина Кавадац во областа на социјалната заштита 2019 година. Отварам расправа. Доколку нема никој, ја ставам на гласање. Кој е за? Точка број 10, едногласно. Точка број 10, предлог програма за изменување и дополнување на програмата за развој на општина Кавадац за 2019 година. Отварам расправа. Доколку нема, ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно. 11 точка, предлог одлук за изменување и дополнување на одлук за кофинансирање на проект изградба на фекална канализација во населено место Раец, крак 1, фаза 2. Кој е за? Едногласно. 12 предлог одлук за изменување и дополнување на одлука за утврдување на неисполнети услови за утврдување на правен статут на бесправно изградени објекти кои се наоѓаат на КП 13709 на улица Ваташка, КО Кавадаци 2. Вишешници се извинувам. Број 13. Ја ставам точно на гласање. Кој е за? Едногласно. Точка број 13. Предлог одлука за изменување и дополнување на одлуката за утврдување на неисполнети услови за утврдување на правен статут на бесправно изградени објекти кои се наоѓаат на КП број 13709 улица Пано Мударов, КО Кавадаци. Отварам расправа, доколку нема, ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно. Точка број 14. Предлог одлука за давање согласност на одлука со архивски број 03/28/3 од 26.7.2019 година за утврдување на цена на паркирање на патнички моторни возила за време на одржување на традиционалниот фестивал Гроздобер 2019, донесено од управен одбор на ЈП Паркинг Кавадаци. Отварам расправа, доколку нема никој, ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно. Точка број 15. Предлог одлук за давање согласност за одлука со архивски број 03/28/4 од 16.7.2019 година за определување и исплата на паричен надоместок на ангажираните лица за организирање на паркирањето за време на одржувањето на традиционалниот фестивал Гроздобер 2019 година, донесено од управен одбор на ЈП Паркинг Кавадаци. Кој е за? Едногласно. 16 точка. Предлог информација за откуп на грозје за реколта 2019. Со заклучкот. Кој е за? Едно. Повели колега за збор. Така, сега дојде на информација во моментот има парламент. Кој што беме ја, председател градоначалник и Зоки Јованчев, да се сретнем па во канцеларијата на градоначалник, барам пауза од 5 минути, има неки нови информации. Благодарам. Колеги, ние бараме сега сите советници у име на граѓаните на информација од сите медодавни институции. А обврска му даваме на градоначалникот да ги комуницира, да уредува и ако треба да не свика на хитна седница, да видиме каква е таа информација. После информацијата, каква и да е, правиме некоја стратегија у рамките на законот да помогнеме на граѓаните. И тоа сакаме да го ставиме на гласање, да не мешаме политика. Значи, колега, тоа е за некое друго минато време. Имаме сега влада што поинаку и подобро ќе го реши проблемот.
у интерес на граѓаните. Сега јас ова информација само ве задолжувам у име на граѓаните да ја побараме и да ја добиеме. Да гласаме за информација. Кој е за да добиеме информација? Едногласно. Благодарам, ја завршувам седницата.